Програма од четврта категорија. Програми што не се препорачуваат на деца. Кога сме више политичарите да се пребацам на рускиот атлетичар. Сигурно дека кој го гледал рускиот атлетичар нека плесне. 1, 2, 3, 5, 10. Така, добро, доволно е, супер, боле. Рускиот атлетичар иде вака. Гледам Олимпијада у Лондон, која беше пред година и пол, нешто така беше, и гледам еден руски атлетичар се вика Иван Куров. Презимево бомбона, само за лижење. Викам, замисли, аз спомнам политичар, видимо ме. Викам, замисли Малиов да е политичар. Викам, значи, например, некој министр таму у Русија, не е битно некој функционер, и овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа насловите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров. Делаве Курац и Куров си ги разменија. Мислењата, мислам, ома вие таму мислите на тие работи. Добре. Политичар. Значи, како ќе му викаат на митинг? Куров! И ќе се најде некој од опозиција како Джани Макрадули. На Куров! Ако фича, не се ljutiš? Добро. Избори. Тоа е кај нас сега актуелна тема. И сега нели идат избори и едниот запнал демек нели за Иван Куров и запнал вика за него ќе гласам, па за него ќе гласам. И другиот му вика добре, што се фатил за Куров кога сте за стап да ти. Има и трети опции тамо. Интерна шега меѓу нас, нема везе. Или не знам, татко си му на овој Куров. Татко си му раскажа се у Everyday, тука раскажаш некоја прича. Леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верил причата и ти викаат сите, ај законни су деца, живи Курове брат. Или нели пошто типов атлетичар нели у својот животов, пример те го тепал Юсейн Болт на 100 метра. И како ќе објасниш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше на тие. Не поставај глупи прашања. Или не знам, типов умрел, јеби га, сите ќе умреме. И како ќе изгледа тоа некрологот позади у весник? Не умре Куров, имам боле. Најблиските се прости од Куров. А на надгорната плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. Стапови. Дрва и слично. Тие се проточеите, второ, трето колено. Или не знам, а попот бе као ќе го чати. Да не си му кожа на попот бе. Доше тука погреб, костуми, овој, нели, атлетичар, освил медали, новинари тука чуда, сите собрани, милион луѓе, искача попот на говорници, го чати тука со микрофончето. Вечерва се собравме да се простиме од Куров. Малце незгодно му стана, раде. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Умирена му беше, не за друго. Инаку Куров секогаш стоеше исправен пред предизвиците. Овој беше... Инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже и како швалер. Шо е право, да не грешам душа, Господ гледа. Едно од последните парчиња кои што сакам вечера да ви ги презентирам. Моето второ омилено парче станува збор за македонскиот фолклор. Кој го гледал на YouTube? Нека и смеш да не го гледаш ти.
Станува збор за секс од македонскиот фолклор. Луѓе, нашиот фолклор е толку безобразен, или станува збор за секс или за пијаници, трето нема. Еве, не ви е јасно, сега ќе ви објаснам. Ќе ви испеам една така лекичка песна да ве воведам у темата. Абре воденичаре. Баце глеса како пеам. Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, се има варијации тука. Море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Еде се ова јаката песна, хардкор, од Баце Понова историја. Кој ти го тури жено? Името. Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури, кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури. И после ова, следна ми е оваа една религиозна песна и сексуално исто време, брала мома капини. Попот. Дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, да не газиш постанот, опа мана мана ма. Да, 100% за постанот моје. Следно што ми текне ова, не кажу и либе добра ноќ. И сега кај да ја спомнам овие 2 години, одма некој ќе рипне од публика и ќе рече: "А, знам што ќе кажеш. Демек сите спијат, а ние сме сами клецни драги ти мене." Не. Тоа не е најстрашниот дел у песната. Најјакиот дел, знаете ли кој е? Иде вака. Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега кој е драги? Тука не би навлагал. И последната станува збор за само 2 стиха. Луѓе, дали ви се верува дека сексот во македонскиот фолклор е собран во само 2 стиха? Сега ќе ги испеам. Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од што е зодот на очите? И тоа си се пее! Да, си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки од црква, тука попови шетаат ова коленичи. Хаз! Stand up, Makedonија!